Јас сакам заради интерес на јавноста да спомнам до 20 броев, 20 проекти, и тука за sada викам нема да вам повеќе, пошто многу ќе оптеретам. И тоа 20 проекти кои што во моментот се активни, некои отпочнати, некои се активни, а дел треба да се тендерираат до прва, и кога ќе ги слушаш сега, мислам дека нема потреба да реплицираш, само запиши ги да не ги заборавиш, многу се. Влезот на Чемерско се тендерира со сума од 400.000 евра и комплетно се реконструира. Влезот на Бокула 7 милиона денара веќе е тендериран, другата недела ќе се почне со работа, претходно јавното предпријатие Комуналец направи комунална инфраструктура во делот на канализацијата. 4 спортски сали. 3 спортски сали се тендерирани. На 15 октомври ќе имате чест како советници да дојдеме да ги отвориме 3 спортски сали во еден ден. Како никогаш до сега. 4-та спортска сала, другата недела ќе ја поканам на Камен Темелник. До сега не представалеме, ја сега за малку се промовираме во Дреново. Ќе го ставиме Камен Темелникот и се почне со изградба на 4-та спортска сала, и тоа е сето околу 100 милиона денари. Пари на општина Каваци. Нема да ти ја спомнам градинката во Дреново, градинката во Сопот што се работи сега, пошто тие се по 2-3 милиона денара, не ги многу даваме значење. Нема да ти спомнам интернатот кој што го преземаме со 4 недадени плати и чистени, 5 милиона тендер за реконструкција од почнато да се работи, 75 дечиња запишани во стручните училишта надвор од Кавадарци. Патот од Бојанчина кај Клиново 1 километар, 8 милиона денара. Тендериран, треба другата недела се асфалтира. Табдиште Ресава. 500.000 евра комплетна реконструкција на патниот правец од должина од 3,5 километра. Кејот од Видео Спиритски до новата болница 1.050.000 евра проект. Дел од Вардарски плански регион, поголемиот дел од општина Кавалаци, собствени средства. Паркот при Шумарско училиште и поврзување со Кејот од 12 милиона денари отпочнат се работи. Пешка патека, повеќе наменска, од Глишич до Марена, тендерирана, понеделник ќе се воведе во работа за безбедност на луѓето на движење, осветлена и за велосипеди и комплетно за другите потреби 10 милиона денара. Асфалтирањето на Ѓорѓи Соколов се заврши, сега се продолжува со ново пробиеното асфалтирање на 25 мај. Асфалтирање на Тисовец, тоа е после Ресова, на кај заливот од километар, 10 милиона денара. Затворен градски базен, кој што го работиме во моментот, и имаме и дополнителни пари, тоа со ребаланс ќе ги ставиме, пошто недобро беше проектирано од претходната агенција за млади и спорт, и ќе треба да се заврши базенот. 700.000 евра ќе се тендерира во месец септември комплетна реконструкција на градскиот базен со повеќе топогани, со повеќе елементи за водни спортови и комплетна реконструкција на механичкиот, машинскиот дел и партерно уредување на градскиот базен, прв пат од кога постоја базенот. Не поздравивте во понеделникот, беше министр за транспорт и врски, директорот на агенција за патишта. Одлука на влада е поминато во вторникот и е дадено насока за 3-годишна развојна програма на градење на 14 километри заобиколница. Заобиколница ќе биде од Витачево на Југокомерц, од Југокомерц на Дрекстермајер и од Дрекстермајер после Марена негде кај Маренците уши. За 3 години ќе изградиме заобиколницата 10,5 милиона евра. Пари кои ќе ги даде државата екстра за општина Каваци. Кружен тек ќе тендерираме во месец септември на самиот влез во Каваци, кај што завршува булеварско решение, 12 милиона денари или 200.000 евра за побезбедно скретнување и движење на самиот заобиколница, односно самиот влез од Росман. Село Дабниште, тендерирано 11 милиона денари, комплетна канализација со прочитителна станица. Село Ресава, 12 милиона денара, тендерирана канализација нова
со колектор до прочистителна станица. Село Бегниште ЈП Комунале со 5 милиона денари го заврши колекторот. Село Возарци 27 милиона денара, комплетна инфраструктура која се заврши пред месец дена. Канализација, атмосферска, ново асфалтирање, ново село, комплетно. Моклиште, од Кавадаци до Моклиште ќе добидат сите водоводна линија, водоводна мрежа, канализациона мрежа и колекторски систем. 700.000 евра проект. Дом за деца кој се гради, кој ќе го градиме заедно со Министерство, ми се чини дека беше 70-30. Инвестицијата од 600.000 евра. Се работи на проектот кој што треба да го отпоштиме со тендерирање за дом за лица, за стари лица. Сместување од 1,5 милиона евра. Тоа е се за ова година, поголемо, не ги спомнувам за биколници, се не спомнувам видеосмилиски гребење, асфалтирање, не спомнувам тротоари, Ресавска и не знам уште што не. Во моментот тендер распишен од 55 милиона денара со 3 години развојна програма за улично осветлување таму кај што застанавме. Ги исплативме ануитетите од претходниот тендер, сега се распиша нов во фаза на еволуација и ќе добијат улично осветлување многу градски улици. Ново улично осветлување, оние дрвени столби ќе се сменат со метални, ќе се спушти подземна инсталација и ќе се осветле до Моклиште, до Југокомерц, до Дрекстренмајер и до Марина комплетно. За безбедност и за подобро движење на сите сообраќајници. Улица Шишка, од Северен булевар до Видео Смилевски. Тендерирана за 21 дена се почна со работа со комплетно проширување како што е Шишка улицата до Северен булевар со 4 ленти, одnosno 3 ленти ќе дојде до Видео Смилевски. 3 ленти, нови тротоари, ново осветлување, 15 милиона денара. Овој развој на општина Кавадарци, кој што можем тука сега да ти го кажам како капитален развој, нема да ги спомнам другите успеси кои што општина Кавадарци ги има во делот на социјалната категорија, во делот за храна за секое дете, во делот на модернизација на сите училишта, во делот на помош за секој новороденче, за секој праваче, за спортските клубови кои што направија и фудбалот и ракометот излез во Европа, одржување на спортски објекти, одржување на фудбалски игралишта, што кошта енормно многу пари. Нема ти спомнам дека картинг стаза веќе со Федерацијата автомобилска, заедно со нашата и со италијанската, ќе добиеме проект од донација 300.000 евра за изградба на картинг стаза на локација негде после Ваташа или пред 12 другари на некогашното локација на Лозов насад кој што било на шумарското училиште. Не знам каде немаме чепната со рака. Скоро секаде. Нема ни еден сегмент, ни еден момент кој што не е запоставен. Апсолутно се работено се. К15 исплатено на време. Плативе ги усогласивме на сите институции. Територијалната противпожарна единица во топ кондиција. Како никогаш до сега. Не дозволивме еден пожар да не избега. Не дозволивме едно население, населба, село да се загрози. Дење и ноќно. Мислам дека како општина ден и ноќно си ја следиме работава будно и како никоја општина до сега 24 часа достапни за сите граѓани. Заборавив да ти спомнам за Глишич, комплетна атмосферска канализациона мрежа и комплетно асфалтирање. Јас би сакал да ми кажеш нешто што имаме заборавено. Не гледам такво нешто. Не гледам. А за до година, ако почнам ти кажувам, па со што проекти ќе настапиме, мислам дека ќе ја претераме работата и нема да не веруваат луѓето, че мислат дека е некоја општина од Лондон, од Германија или било како. Така да не ти зборам до година. Ова ти зборам се до нова година ќе биде тендерирано и направено. Тука се повеќе од 20 милиона евра проекти и тие милиони по рева долг што го збориш, за општина Кавадарци е буквално ништо како долг, на буџет собствен од 500-600 милиона денари.
и немаме недомачински и нерационално трошење на пари. Испаднавме и како Совет и председателот на Совет објави финансиски и во делот на јавни набавки најтранспарентна општина. Од тоа не го види како податок. Во делот на искористеността на вработените на топ 5 позиции сме. Во делот со експроприации види го долго дека 17 милиона денара во моментот имаме долгови према експроприации. Што значи тоа? Тоа значи дека се развиваме и купуваме земјиште од приватни, кај што правиме инфраструктура, паркови, тротоари, улици. Ние не купуваме земјиште за да тргуваме со земјиште. Единствена наша дејност е да може да купиме земјиште за јавен интерес. Само за јавен интерес. Мислам дека треба да сте горди и како советници, и јас како градоначалник, меѓутоа и како служби за ваквиот развој на општина Кавадарци и за потенцијалот кој што ги има општина Кавадарци во делот на нејзиното развивање и во делот на нејзиното прикажување и во државата и надвор од државата. Во делот на сето што значи јавно предпријатие, и паркинзи, и превоз, и комуналец, и спортскиот центар, и АСПИ. А здравје Боже, од 15 септември и стационарот за миленици и клиниките која што треба да функционира во делот на кастрирање, вакцинирање, лекување на самите миленици. Мислам дека треба да сме горди што регионално се развиваме, да се биде тоа на некој начин дофатно за нас, меѓутоа помагаме и регионално. Во делот на невладиниот сектор исто. Како никогаш до сега невладиниот сектор у Кавадарци нема е забрането да зборе. Нема е забрането да наметне тема, нема е забрането да наметне мисла. И имаме координатор кој што и сами знаете дека е независен, ниту е политички, ниту е мој, ниту е твој. Помошта према невладините. Стратешката определба према лозарство, винарство, према семејните винари, отварањето на винотеки. И сега, со преземањето на централната власт од страна на ВМРО ДПМН, ја ти гарантирам, покрај тоа што болницата оставивте со 4,5 милиона евра долг, тоа е страшното, че најдеме начин да разложиме. Набавивме донација за болницата која што веќе стигната и ќе ја испрезентираме донацијата у понеделник, прв пат таква донација за Општа болница Кавадарци. И загриженоста моја е како ќе ги управиме шумско стопанство Бор, воростопанство Кавадарци, кое што претходно го оставија со 3-4 плати недајани, инфраструктурно на нула, за тоа што индиректно влијае на нашите земјоделци, на нашата општина и на сето она што треба да го имат придобивки граѓаните и земјоделците во општина Кавадарци. А за до година ќе откривам само еден проект, кој што го презентиравме заеднички тука, не знам дали бевте присутни, мислам дека бевте. Општина Кавадарци со 250 милиона евра до година во месец февруари, кој ќе ги даде владата по број на жители сразмерно на секоја општина, ние ќе добиеме 3,7 милиона евра. Од 3,7 милиона евра, за тоа што гасификацијата комплетна за општина Кавадарци кошта некаде околу 3, али е развоена во 2 годишна, 3 годишна изградба, не може да се изгради тоа порано. 2 милиона евра од тие пари ќе ги одвоиме за гасификација и отпуштување на гасификација на град Кавадарци, индустријски зони, јавни објекти и така натака, индивидуални семејства, а милион евра ќе ги одвоиме за патот Дисан Кавадарци. Вуко, ја толку може. Не знам, ако може некој повише, нека дојде. Овие проекти што ги кажав не се илузија и држиме за збор и пак ти кажав, запиши ги или па ова како видео на материјал че го имаш, ќе ме држи за зборот. Програмата која што имаме е завршена. Дополнителна програма спремаме, која што за наредниот буџет што треба да го правиме, ќе ставиме дополнителни проекти на барање на граѓаните. Доколку воопшто имате комуникација со граѓаните, пошто по разочарувањето изгледа со резултатите слабо комуницирате со граѓаните и имате некои проекти, јас би сакал да учествуете во новата програма
која ќе ја направиме надвор од програмата на Митко Јанчев и ВМРО. Си истрошите, а нема, вие се нови проекти. Така да ќе биде заедничка програма.